Здраво на сите, добре дојдовте на каналот Татунчо. Денеска со мојата гостинка Сара Александровска ќе разговараме за мојата, а претпоставувам и низина омилена тема, а тоа е природата на реалноста. Сара, добро утро и добре дојде по енти пат, не знам кој пат на каналот Татунчо. Четврти пат. Четврти, одлично. Многу голема благодарност кон тебе што го правиш подкастов и огромна благодарност до сите луѓе, сите души што одвојуваат време за да се надоградат себе си како луѓе. Ајде за почеток да видиме какво е чувството во реалноста што ја живееме. Многумина ќе веројатно ќе одмавна со раката на ова што го зборуваме, верувајќи дека живеат во една реална реалност и дека се она што се случува има свое зошто и свое затоа. Моето чувство многу пати е дека се наоѓам насред една видеоигра во која што сум само еден карактер, еден лик кој што се однесува во неа, а гледам многу ликови кои што се контролирани од таа видеоигра, па на некој начин дури врз мене доаѓа влијание кој што не е мој лично. Какво е твоето чувство во врска со ваквата поставеност на нештата во светот во кој што живееме? Генерално, моето чувство во времето во кое што живееме е дека ова е многу интересно време, зашто многу парадигми се рушат, многу информации брзо циркулираат и зададените реалности што сме кондиционирани да ги живееме од генералната матрица, полека, мислам, ама сигурно почињаат да се рушат. Јас ова некој пат јас го гледам како видеоигра и ќе кажат многу луѓе дека ова е илузија, меѓутоа меѓутоа е и многу голема вистина. Моментот у кој што живееме има многу големи пулсации во реалноста и мислам дека треба сериозно да го сватиме животот, само со доза, нели, и на хумор и на дека ова све еден ден ќе заврши. Така што тоа е парадоксот, дека ова е како една симулација, симулакрум, меѓутоа и е многу реална. Значи, се што правиме, секоја акција што ја правиме, има голема реакција кон целото постоење, па и кон духовниот свет. Токму тој духовниот свет е нешто што е надвор од досегот на нашата сетилна перцепција, значи она што можеме да го видиме, што можеме да го слушнеме, што можеме да го допреме, вкусиме или да осетиме мирис. И многу често се случува да за миг и додека сонуваме осетиме работи кои што во реалноста ги рушат, нели, сите закони на физиката, сите закони на реалната механика, односно се оно што Њутон го поставил како закони. Од каде мислиш дека доаѓаат таквите импулси, информации и како, што треба да направиме за да можеме повеќе да бидеме отворени кон тој, нели, условно речено духовен свет? Па сега вака ќе ти кажам, ја мислам дека и овој свет кој што живееме е духовен свет. Се што гледаме пред нас е дух, го викаме материја бидејќи вибрацијата на тој дух е многу згуснат и прави илузија на материја, односно илузија на простор. Ова е дел од сите духовни светови, само што е многу густ и се околу нас, па дури и пластика и не знам, се што гледаш, значи еве лаптопот што го гледам исто е духовен, бидејќи се е создадено од дух и нема ништо надвор од духот, меѓутоа во овој реалм или во оваа димензија, во овој свет во кој што живееме, тој самиот дух е многу згуснат. Значи, вибрациите му се многу спори и ние тоа го перципираме како материја или како тридимензионална реалност, меѓутоа ние сме во духовен свет и телото е духовно и све е духовно и надвор од дух не постои, не постои реалност што е надвор од дух. Меѓутоа, кога луѓето денеска зборат за спиритуални или духовни светови,
значи мислат на оние што побрзо вибрираат, односно на оние што се поразредени. И тие се склопи дел од овој исто свет, само што ние не сме развиени и сме доста кондиционирани да не можеме да општиме со тие посуптилни светови. Еден друг мој соговорник во едно многу постаро видео, кога зборувавме за слична тема, кажа дека всушност ако зборуваме за духовниот свет, тој не е таму некаде горе на небото, туку дека е тука, како што кажа ти, туку дека само вибрацијата на која што постои е пофина и посуптилна и не можеме да ја перципираме. И сега, она што мене ме интересира е зошто нашата свест е фиксирана само на оваа фреквенција, на згуснатата фреквенција, додека оние фини фреквенции некако како да се надвор од не ги перципираме, значи свеста нема на просечен човек нема увид во тие фини простори на вибрација. Па тоа е зашто сме кондиционирани, ама сме кондиционирани низ генетската линија многу одамна, може па сигурно 3-4 години, константно кондиционирање и константно усмерување на ментал телото, ќе објаснам после што е тоа ментал тело, на менталното тело ние едноставно гледаме тоа што го знаеме и едноставно умот и свеста ни е фокусирана кон тоа што некој друг не фокусирал да го гледаме. Пример има кога португалците или инквизиторите доаѓале во Јужна Америка, значи и доаѓале со брод, значи нели со бродови доаѓале до плажите таму и поглаварите на племињата не можеле да го видат бродот, го гледале како магла, пошто у свеста не го имале, ова е вистинска приказна, може да се најде по интернет, кого го интересира, значи они пошто го немале бродот во свеста, никад брод не виделе од таков размер, они не можеле со двете очи да го перцепираат, пошто го немале во умот. Така што и ние, работите што ги немаме инсталирано во нашата свест, ние не можеме да ги видиме, иако ние некој пат ги гледаме, умот не ги регистрира, зашто умот е кондициониран од матрицата, односно од тоа кондиционирање од 3-4 години и ние едноставно не можеме да ги гледаме суптилните светови до тоа ниво како што ги гледале, например, нашите предци многу лесно ги гледале самовилите, значи и сега ти види и луѓето мислат дека тоа е митологија, некој дека тоа е едноставно мит, меѓутоа не може да биде мит распространет низ цел свет. Тоа нема логика, значи самовили има кај германците, кај македонците, кај грците ги викале нимфи, значи сите ги имаат, значи луѓето порано општеле со тие посуптилни блиски светови до овој свет, барем оние најблиските и можеле на некој начин да се спојат и да ги видат. Меѓутоа ние го имаме изгубено тој капацитет и уште како деца, значи не ги кинат тие погледи кон тој свет, така што треба сега да се градиме од поново за да можеме да ја осетиме реалноста на животот, бидејќи ова ограничување што го гледаме пред нас, тоа не е реалноста, тоа е еден спектар од реалноста што е може 7%. Ке ми дозволиш да покажам една книга, ќе треба да станам да ја погледнам, да ја земам. Еве, книгата ја најдов. Значи, книгата се вика Иницијација во херметизам, напишана од Франц Бардон. Јас ја имам прочитано, значи, неколку пати. Не е некоја древна книга, авторот има живеено во 20-тиот век во Полска. Уценуван од страна на нацистите за да ги пренесе неговите знаења, се има значи има одбиено и токму во оваа книга се опишани техниките на развивање на сите тие сетила на духот. И јас имам претпоставка дека ваквото учење се однесува на учење на заборавените работи кои што ни се иманентни, кои што ги имаме во себе и кои што секое дете во себе ги има.
Предпоставката е дека децата можат да гледат и ангели и бити од друг свет и дека само она што го кажете кондиционирањето на овој материјален свет со време ги одвикнува. И демек тоа што го гледаш не е реално, немој да збориш така, ќе ти се смеат другите. Значи таа кондиционираност додека зборуваше ти ми текна една идеја. Што би си рекол сам на себе секој човек доколку види магаре што лета? Ќе затресе главата и ќе рече не, тоа не е реално. Никогаш нема да даде можност дека на вистина има магаре што лета. Одиме со екстремен пример за да ја објасниме нашата кондиционираност дека реалноста е тоа и ништо надвор од неа не постои. Па да, ти види сега, значи, луѓето веќе не гледаат на кај небото. Не знам, ја ги приметувам на улица, ја обавезно гледам у небото, пошто небото ми дава една цела перспектива за мојот ден. Ја кога гледам луѓе на улица, тие никој пат главата не ја вртат нагоре. Значи, они се дури и од небото више се одсечени и едноставно кога ќе отидат у природа некој пат, тогаш пример почнуваат да перципираат работи. Мене ми се има десено кога ќе отидеме у природа, луѓето, значи, едноставно одма им се развива повеќе видот и одма повише гледаат, пример, повише ги гледаат радијантни цвеќињата, дрвјата и некако се внесуваат, меѓутоа овој град у кој што живееме и самото сивило си прави своја. Значи ние сме како мравјалник еден, живееме едни врз други у зградите и у коцки живееме и тоа се ти кондиционира реалноста и ти само идеш по шемата у која што ти е наместена од луѓе, а не од изворот, односно од природата и како што изворот би сакал ние да бидеме, туку некои луѓе што мислат дека они подобро знаат од изворот. Ако го спомна небото, јас имам забележено дека во градовите веќе е невозможно, значи од она светлосно загадување невозможно да се види убаво звездено небо. Значи се гледа по некоја звезда, најсјајното со звезди, да речеме Орион, релативно добро се гледа, особено кога е видливо, нели, во зимен период. Се гледа на големата мечка и толку. Значи, далеко од тоа дека може да се види изобилие на звезди. Додека не толку одамна, кога бев дете, значи кога ќе се погледнеше во небото, се гледаше изобилие од звезди. Сега човек треба да излезе надвор од градовите за да може да види таква нешто. Па да, и на пример, јас сум многу благословена што пример дедо ми дур беше жив, нас не водеше со братучедите мои да гледаме звезди. И мене тоа ми отвори еден огромен спектар на мисли, огромен спектар на свесност, што јас вечно ќе бидам благодарна, така што на пример луѓето што сакаат на пример да се кренат малце и да се закачат кон вистинската матрица, односно тоа од изворот, многу убаво да си појдат да си гледаат звезди од време на време. Тоа може многу да допринесе за нивната свесност и за општо за интелигенцијата. Тоа го ја развива интелигенцијата кај луѓето гледање во толку отворен шир. Има еден така убаво влијание врз нашата свесност. Ма тоа е нешто, на пример, тоа никој нема да не го збора тоа луѓето. Мислам, тоа не ја да би му правила некој систем на учење на децата, ја прво нешто што би направила е зјапаат од звезди, значи тоа е Stargazing е, не знам, има од нашата Птоломејска династија, од Птоломеј има една книга Алмагест се вика, и таа буквално ја раскажува неговата цело време посветено со години гледал од звездите и опишал многу работи таму за како треба човекот да живее according to the stars, нели, соживот со звездите, Кокина обсерваторијата во Македонија. Значи таму плејадите у светот, у палеолитот или у неолитот, кога сме биле тука населени, плејадите имале огромен удел во нашиот живот, значи ние сме се воделе по плејадите за како да живееме. И сега одеднаш ние не се водиме под звезди и звездите ги гледаме како некој украс на небото,
а не како живи битија што цело време генерираат светлина која што е потребна за самиот живот. Значи ние не им даваме духовна вредност на звездите, туку ги гледаме материјално како што ни се представени учебниците, дека сонцето, знаеш, хелиум и таму некои гасови има. Тоа е скврнавање на свеста, тоа е да перцепираш ти сонце како некоја така материја, што нешто тука има сооднос со механиката на земјата и така да го перцепираш нештото, а не да му дадеш духовна вредност и да не го погледнеш со очите на животот, да го видиш животот во него, пошто сонцето е живо, фала Богу, замисли да не е. И тогаш моментот кога ќе почнеш да ги перцепираш тие работи како живи, ти се отвара еден цел спектар нов. Значи, нашите предци сонцето му се клањале, го гледале како Бог. И сонцето е Бог, тоа е едноставно таква генератор на енергија што буквално ДНК-та може да ти ја смени. И сега ти викат мачка и се креми, иди кога ќе се сунчаш, мачка и креми таму ставе, за да не фатиш рак од сонце, побогу. Мислам, тоа е небулоза тешка. Значи ти ако не се експонираш, нормално ќе ти смета, ако се експонираш цело време на сонце, тоа е многу благотворно. Ја цело време, ја нема ден да не искочам надвор, да не погледнам у сонцето. Мене ми е срам кога има сонце надвор да не го погледнам, да не го поздравам. Постои јога која што е опасна и не би препорачувал дека луѓето невежбени да го веднаш да го прават тоа, но има и јогини кои што директно гледање во сонцето буквално се хранат, значи немаат потреба од физичка храна како што имаме ние, значи немаат потреба да јадат ни зеленчук, ни месо, ни леп, ништо, дуку еднакво чистата енергија која што доаѓа од сонцето директно како храна влегува во нивните тела. Па да, сонцето, ама тоа треба да се достигне еден степен на многу висока свест, каде што ти без да се трансформира таа енергија во сонцето у билки и у животни, да ја примаш и да ја користиш како место храна. Меѓутоа тоа треба многу работа за тоа да се стигне. Иако метаболизмот ако се анализира, нашиот организам било која храна ја разградува до ниво на фотон, до ниво на енергетска целина, која што само таква во нашите клетки е корисна. Се останато е некако како отпад. Па да, тоа у принцип ние цело време се што внесуваме во организмот е да ја извлечеме животворната енергија на сонцето и да ја трансформираме во нас. Но бидејќи имаме паднато и се имаме многу згуснато, ни треба, мислам на луѓето им треба многу тешка храна. Гледам дека се тресат, на пример, имам пријатели, ја не јадам месо од прва година средно, тоа се више многу години. И имам пријатели кои ќе им кажаме не е здраво ова, значи мора да престанете да се храните со поготово со свинско. Значи се тресат човече, буквално им се тресе телото бидејќи нивниот организам е научен да пие такво гориво. Значи тоа му е горивото и тој има на такво гориво се има навикнато и не може едноставно му треба посилно гориво. Исто во, не знам, автомобилите, кога има некои на струја возат, некои има на дизел, некои на, како се вика тој? Бензин. И исто така и луѓето, мислам, нашето тело е органска машина и во зависност на кој степен ти е свесноста, оно такво гориво си бара. Например, ја од пред може година дена почна страшно да ми смета млечна храна. Значи не можам да ја варам. Не е финта само не е само етичката гледна точка за животните, мене организмот не ми функционира више на тоа гориво, едноставно. Така, сега, јас би сакал малку да го водиме разговорот кон тоа, постојано зборуваме за постоење на Матрикс, и јас сум разговарал со многу од моите гости за тоа, зошто според тебе мислиш дека
функционираме на ниво на матрикс? Зошто постои матриксот, зошто е воспоставен, кој го има воспоставено и која е крајната цел на постоењето на тој матрикс? Па има повеќе матрикси сега, матриксот прво мора да дадам образложување што е. Ајде. Значи, матрикс е инсталација на програми во нашето ментал тело. Значи, за да убаво разберат гледачите, сигурно некои од нив веќе знаат, значи, ние во склоп на ова физичко тело имаме интегрирано и други тела. Значи, физичкото тело како прво, најматеријалното тело, најблиску до него енергетското тело, менталното тело е третото и највисокото е духовното тело. И сега да дадам еден пример, значи ние се наоѓаме во автомобил и стоиме зад воланот. Значи тоа што сме ние зад воланот е духовното тело, колата што ја возиме е менталното тело. И сега у менталното тело, пошто ние уште не знаеме да го контролираме и многу сме ранливи по тоа прашање, менталното тело работи на програми, односно тоа ако душата е подсвеста, менталното тело е свеста. И во свеста се инсталираат програми кои потоа одат во подсвеста и например ако искачаш ти секој ден и секој ден има билборд купи прашок Ариел, пример, таму не ги знам кои се тие фирми. Например, ти можеш тоа да не го приметуваш, меѓутоа тоа очите го регистрираат и умот го памти. И например, ние кога ќе сме родени, од старт имаме кондиционирање. Значи, прво ти доделуваат име, луѓе што не се свесни што треба име да ти дадат. Например, кај јапонците, кумот е некој што гледа духовната суштина ја гледа, кај нас кумовите врска немаат какви имиња даваат на децата. По некој ќе се најде случајно ќе добие правото име. Значи прво ти даваат име. Име е само по себе звучна вибрација и тебе ти се за таа звучна вибрација тебе ти се лепи духот и више он почнува така да се себе си перцепира. Односно менталното тело. Друго, ти даваат одма нација, значи ти си таа и таа е нација. Не спрамуваме за народност или за народ, туку за нација. Ти дават нација, ти дават пасоши, кодови таму, да си заведен у книга. Матичен број. Матичен број. Значи ти си сведен, у старт ти си сведен на бројка. Значи ти си бројка у системот. И тоа само по себе има импакт. Значи се што се дешава такво, тоа е како церемонијална магија и тоа е тебе ти се лепи тоа, сакал или некеш. Значи, отидеш и те крстат, ти уште не си свесен што се деша у реалноста, тебе те крстат у црква. И ајде, окей, може тоа, не знам, ваljda може и добро да е, појма немам. Не знам уште точно таму што се случува. Друго, те праќаат на училиште те ставаат у клупи, така, двајца по двајца, и ти кажуваат што треба и како треба. Значи тоа од старт, тоа е базичното, секојдневно индоктринирање и тоа е матрицата. И значи ти више идеш по тој параметар, умот таа аналогија ти ја прави од лево кон десно и се прави една коцка, еден софтвер, како што има софтвери на компјутер, пошто компјутерот е правен по нашата свест, не мора нешто да имитираме кога правиме надвор. Така и ние и се прават софтвери, и тие софтвери ти не ги вклучуваш, они сами се вклучуваат. Кога компјутерот ќе дигне стартап, има некои софтвери што сами се вклучуваат, така ние кога ќе станеме од спиење, има софтвери у глава што сами ни се вклучуваат. Ама тоа е еден дел. Значи ти генерацијското кондиционирање, значи од предците кондиционирање, има многу матрици што не кондиционираат нас, за да не можеме да стигнеме да го фатиме нашиот дух. Значи, и у принцип се тоа се дешава за да ние вибрираме во состојба на страф и во состојба на безумие или конфузија. Значи, за да се вибрира во таа свест, целото тоа кондиционирање влијае на нас. Значи, ако ти земеш у предвид
еве има сега деца, ги чуваат, има една комуна што патува тие Rainbow Gathering се вика, тоа е хипи комуна, и они таму во сред комуната си имаат деца, значи што си ги водат низ цел свет. Значи тие деца, јас што ги сретнав, што живеат скрос склопна природа, цело време се околу огин, цело време гледаат од звезди, цело време се во допир со месечината и во сонцето, цело време се во допир со родители што се посветени кон таа жива матрица на природата. Тие деца едноставно различно светат главата кога ќе кажат нашите предци бистро е детето. Значи тоа не е само епитет бистро, тоа е вистина. Значи тие еминираат едноставно чистота и умот им е бистар, пошто им е отворен. И кога ќе направиш таква компарација и кога ќе ги видиш децата кај нас сиви, ама сиво, значи ја не сум, у моето детство ја не гледав деца да вибрираат сиво, пошто мене ми е отворен спектарот за гледање за вибрација, ја цело време се соочувам со как ги гледам луѓето како вибрираат надвор. Значи деца никој пат не вибрирале сиво како што вибрираат сега. Значи они се кондиционирани од мртвата матрица, од мртвиот дух што го викам јас. И тие едноставно работат врз база како што работат машините. Значи тие го користат ексклузивно само ментал телото, односно само прибирање и споредување на информации. Буквално како што работи компјутерот. Значи нема духовна свест, нема срчева средина, или што го викаат Христова свест, таа што доаѓа од срцето. Значи едноставно постои само аналогија на ум, и таа аналогија на ум е рамна на технологија. Значи ние луѓето си имаме претворено, блиску сме да стигнеме да имаме свесност како машините. Ова што го кажуваш, значи многу потсетува на една мисла што ја прочитав кај Крешимир Мишак во неговата книга Трансхуманизам, за трансхуманизмот, каде што вели дека основата на трансхуманизмот е всушност воспоставената цивилизација. Од почеток кој што разговаравме, значи затворени во градови, затворени во коцки, што се нарекуваат наши домови, и дека сите оние народи, да речеме абориџини, домородни населенија кои што не создаваат на фиксни градови, туку едноставно живеат слободно во симбиоза со природата, тие се многу повеќе поврзани со една природна матрица, додека повеќето од нас што се нарекуваме цивилизирани луѓе, ние на некој начин затворот си го викаме цивилизација. Види тоа како доаѓа. Значи, например, толтеците, маите, астеките и дури Египет, значи, има два типа на цивилизации. Може цивилизација да биде здрава, односно да не ја употребувам зборот цивилизација, пошто тоа е римски термин, а римските термини не ги сакам мич. Значи, едно широко општество, ако направиме широко општество за луѓе, и многу луѓе соработуваме како еден ентитет, значи како една симбиоза на повеќе луѓе во општествена средина, ние може да направиме и жива таква жив општествен ентитет, како што правеле толтеците. Значи, ако енергијата на општеството се спроведува еднакво кон сите единки, значи ние може да направиме многу висока цивилизација и да си подигнеме, што се вика, до звездите. Меѓутоа, оваа модерна цивилизација, почнувајќи од, мислам дека почнува од Сумер, иде у Персија, значи тој тип на цивилизација каде што има 10 до 20 единки што ја зимаат целата енергија на цивилизацијата и они се подигаат како богови, а другите, мравките, односно ние, циркулираме во таа матрица, во таа цивилизација, само со цел на нив да им ја дадеме нашата енергија. Значи, тоа се дешава сега у највисоко ниво. Значи, ние не култивираме енергија за нас што не воскреба и не прави да бидеме поживи, појасни, побистри,
блиску до космосот, до звездите, туку ние нашата енергија ја циркулираме, им ја даваме на нашите богови, што они мислат дека ние треба за нив да работиме. И тоа е болна цивилизација, односно канцерогена по дух цивилизација, канцерогена по човечкиот дух, канцерогена по природата и самиот дом во кој што ние постоиме. Така што тој тип на општествено уредување како што е сега е погубен по човечкиот дух, погубен по човечкото здравје, погубен по човечката психа и по све што е човечко погубен. Во каква корелација се големите организирани религии во однос на тоа? Дали религијата нуди духовност која што религијата, сега го зборувам генерално, религиите нудат духовност која што ослободува, или тие само го надополнуваат матриксот со продлабочено духовно робство? Па види сега, значи тоа гледачите сами ќе си проценат, јас само ова ќе го кажам. Значи, ако моментално се сложуваат гледачите дека општеството, 100% чим те гледа тебе се сложуваат, дека општеството е болно, и е многу болно, зашто црквата уште соработува со владата? Зашто не се спротистави? Убави прашање на кој што јас... Значи, ја не знам, ја отворено сум супроставена, значи, во односот на тоа, на општеството, ја отворено ги кажувам моите ставови, какво е болно општеството, дека владата на целиот свет, не само кај нас, е, како да ти кажам, зло. Значи, да нема тука сиво нијанса, тоа е зло. И зашто едноставно не искочи тие што се надлежни таму фигури, не кажате, луѓе, ова влада вие што ви имате е зло. Малку политички да го интерпретирам ова, највисока форма на демократско изразување секако референдумот. Не се изборите, туку референдумот, каде што директно граѓаните преку референдум гласаат и тоа се преточува политичка одлука, значи одлуките на референдумот. Ние имавме случај каде што одлуките на референдумот, на првиот референдум каде што народот се изјасни каква држава сака, не беа почитувани. На вториот референдум кој што беше избојкотиран, не се почитуваа, така што владата само по себе покажува дека не е од народот и дека има некои други шефови и дека тука се однесува само како управител на едно трговско друштво. Какво што е всушност државата. Како фирма е државата. Така. Значи, ама тоа е многу добро, што они се дрзна пркос на енергетската вредност на народот да донесат нешто такво. Тоа е супер. Зашто ако ти гласање и референдум е стара вавилонска магија, печат е стара вавилонска магија и они се свесни дека они мора да собират енергија од народот за да создават реалност и да ја прават матрицата која нив ги храни со сила. Сега кај нас тоа што се против народната волја на нив им прави проблем. Значи, прво здравствен проблем им прави, енергетски проблем им прави, и едноставно во акашата или во вистината не е пишана енергија на народот. И тоа прави дисторзија во реалноста. Значи, така што супер е што е вака. Мислам, како што е. Бидејќи таа енергија што народот ја гласа, он се собира како едно, ајде да замислиме дека има еден сад и се сипува енергија на народот. И таа енергија на народот се користи за да се креира системот, односно да се креира тоа што е, и со согласност на народот. И така, уствари со нашата согласност, они многу полесно не владеат. Сега, во изминатите периоди, не само во Македонија, туку и на други места, они пробуваат контранародното мислење, да идат контранародните желби, зашто немаат више средства доволно силно за да не изманипулираат, пошто моментално кога ти ги манипулираш луѓето за нешто и они после своеволно ти ја даваат нивната волја, значи ти се поклонуваат, тогаш е супер за нив.
Кога ти идеш контра, значи ти не си стигнал, не успеале они да ни изманипулираат нас, а веќе донеле некои си таму некои си северна, таму тие работи смешни, тие не лепат више во живата матрица, тие никој пат нема да залепат во реалност. Не можат, не е залепено тоа, не постои, тоа постои само у воздух, тоа го нема во реалност. И така, сега така се влечкаме, ние не сме ни лево, ни десно, ни горе, ни доле, како некој лимбо простор е нашето општество е у лимбо, пошто не може. Ако мислат луѓето дека само ние се соочуваме со тој проблем, јас би потсетил дека пред некои 20 на години во Европската унија се обидоа да направат неколку референдуми за да се изгласа така наречениот Европски устав, кој што од Европа ќе направи една супер држава. Имаше и референдуми во Ирска и во Чешка, ако добро се сеќавам, и тие референдуми кажаа не на тој Европски устав. А за да биде успешен тој Европски устав, требаше сите референдуми во сите држави да пројдат. И Европската унија сфати дека не може да стане во тој момент супер држава, па се го изгласа на политичко ниво така наречениот Лисабонски договор, кој што ја врши функцијата на Европски устав, ама не е Европски устав. Така што тој проблем со спроведување на политичките одлуки на некои елити, не се, значи проблемот не е само во Македонија, туку проблемот е секаде, затоа што тоа што сака да се спроведе многу пати не оди во склад со волјата на луѓето во каква заедница сакаат да живеат. И па да, луѓето мислат дека нивната волја и нивната мисла не делува во реалноста, меѓутоа ја ќе кажам со гаранција дека секоја мисла, секој став што го имаат и секоја акција што ја прават, има експлозија енергетска во сооднос на општеството во кое што живеат. Значи, тоа што го кажав баш, например, на ирците, им го имаат земано јазикот комплетно. Значи, ние сме супер. Ние уште имаме наш јазик. Значи, на ирците им го имаат земено јазик забрането јазикот на предците. И сега, полека, они се враќаат со тој јазик, па некако го сакаат да го интегрираат и инкорпорираат во реалноста. Меѓутоа, еве тоа кај нас е лимбо, значи кај нас нема ништо не е како што е волјата на народот се наоѓа во една енергетска дисторзија и сите што мислат дека тоа не делува на нив се лажат, диаспората што мисли дека тоа не делува на нив се лаже, тоа не може да биде така. Значи, се што се дешава у нашата генерална македонското клатно или енергетското клатно овде у Македонија, енергијата е многу реална работа, значи тоа допира до сите, без разлика може да идеш у Тимбакту до крај на свет, енергијата не препознава простор. Так. И тебе секако ќе те засега тоа. Така што тоа е ситуацијата у која што сме, ама што вика Гандалф, не го бираме времето во кое што сме дадени и злото со кое што се соочуваме, тука сме, ова е тоа што е пред нас и треба да се соочиме и да ја збереме секој пат вистината и светлината. Така, спомна една убава работа со јазикот, дека ирскиот јазик е одземен и е заменет со англиски јазик, тоа го знаем. Да. Интересно е дека ние имаме живеено, нашите предци живееле 5 векови под турско, и јас сум сигурен дека ако изброиме во современиот јазик кој што го зборуваме ние денес, што имаме повеќе турцизми или англицизми, ние имаме повеќе англицизми. Значи, за само 100 години немање турска власт тука, западно влијание, ние успеавме да дозволиме да западното влијание има многу поголем продор во живиот јазик отколку што успеале турците со 5 векови политичко робство. И тоа е застрашувачко. Ама тоа е така бидејќи заради медиумите. Значи заради технологијата е така. Зашто самите медиуми, самото едноставно гледање на таа западњачка свест, едноставно се инсталира тоа, не можеш ти да избегаш од тоа. Значи ја некој зборам, пошто таа генерација, јас сум која најшто фати. Мислам, после мене сите се ја знаат, но мојата генерација и претходната генерација беше генерација кај што по дефолт ти знаеш англиски јазик. По дефолт, не?
Дефолт англиски збор. Значи претходните послаба, ама сега овие па децата, они не знаат македонски да зборат. Сега тоа околу јазикот исто, за да луѓето сватат, значи англискиот јазик е вештачка творевина, буквално создадена од лоши магионичари, да кажам, да се изразам, пошто само магионичари да кажам ќе биде невкусно, има многу добри магионичари на планетата. Создаден јазик така што ти прави едно многу умешен програм у главата, што ти не си ни свесен како те програмира, едноставно те заробува во ментал телото, односно не ти дава свесноста да ти се центрира у центарот у срцето. Значи тоа ја го имам видено и го имам приметено со моето сетило, што сум си го развила низ текот на животот. И јас дури имам отпор кога некој ми збори на англиски, иако го разбирам многу добро, дури и у висок степен го разбирам, значи поетски го разбирам тој јазик. Меѓутоа, јас имам огромен проблем кога некој мене што знае да збори на словенските јазици ми пристапува на англиски, ја го гледам тоа како пониско нешто од мојот јазик. Нашиот јазик е посупериорен, енергетски, изворно, иако и он е рушен многу. Словенските јазици, поготово македонскиот и српскиот, тие два највибрантни се. Бугарскиот е малце, не знам, мене ми е малце чуден, не ќе да уредам никој. Значи, македонскиот и српскиот јазик, многу силно вибрантни јазици се, значи, до степен да кога ќе збориш на тие јазици, реалноста трепери на надвор. А кога ќе збориш на англиски, значи, од степенот, пошто ние со свесноста, кога збориме, тука сме, можеш поготово машко ако се фати за рака, нешто прекина. Да. Последната мисла те молам да ја елаборираме повторно, пошто имавме прекин. Да, значи околу јазикот, значи вибрацијата на јазикот на кој што збориме. Словенските јазици, поготово српскиот и македонскиот, се далеку вибрацијски посупериорни од англискиот и другите латински јазици, као што е шпанскиот, португалскиот, италијанскиот. Значи, тие јазици се вештачки создадени, не се создадени од самата вибрација на изворот. Тие се создадени од умот на човекот, не од изворната вибрација. Словенскиот, коренот на словенскиот јазик, значи сега пак е паднат и јазикот и ние што го зборим, меѓутоа вибрацијски, кога збориш, кога словиш на нашето писмо, вибрацијата што постои, може да пробаш, да се фатиш кај градите и вибрира во градите. If you speak English, the vibration starts to vibrate more in the region of the mind, of the heart, of the head. Така што, поготово ако се унесеш повеќе у таа англиска матрица, тоа е едноставно многу многу по-ниска од нашата вибрација на словенските јазици. И ја не знам зашто некој не би го негувал тоа, бидејќи, како што вика Маркус Аурелиус, еден од големите стоици, дека јазикот е дух и ти дава една духовна целина и едноставно луѓето што своите деца си не им даваат можност да го научат својот словенски јазик, значи тоа прават многу голем проблем. Јас ќе те надополнам во една работа тука, значи ова се работи кои што треба да бидат истражени многу добро, затоа што очигледно западната наука нема да ни даде податоци за тоа. Претпоставката е дека во древноста учители од тука отишли ја пренесле и мудроста и знаењата на исток и дека во основата на санскритот е словенска и дека значи таа продуховеност која што денес постои и е препознатлива во Индија потекнува од тука. Сега за да не испадне дека ние зборуваме на памет, јас би ги поканил гледачите да отидат користејќи интернет, да ги погледнат, да ги пуштат, значи да ги слушнат гласовно како звучат броевите на санскрит. И ако слушајќи ги зборовите, односно броевите на санскрит,
разберат за кои броеви станува збор, тогаш значи дека она што го зборувам јас не е зборување на памет, а ќе разберат, затоа што броевите буквално се малтен идентични. Како да слушате чешки, словачки, значи толку се различни од нашиот јазик, а зборуваме за санскрит кој што се користи во Индија. Така што на дополнување на твоето тврдење околу јазикот. Па нашиот словенскиот јазик е дериват на санскрит. Обратно. Значи, односно, води корени од прадревно потекло, каде што цивилизацијата била во многу повисока духовна состојба. И словенскиот јазик, односно пословувањето е еден обид за враќање на тој дух, иако гледаме дека не е многу успешно тоа. И нели се пословува од тука почнува, се пословува од горе до Русија. Така што ако ние никад може нема да го дознаеме вистинското словенско слово, едноставно одамна више е сечено. Тоа што го користат у црквите, црковното слово е уствари старото слово, нели видоизменето од црквата, и уствари ние треба да го збориме тоа црковно слово кога збориме, зашто самото слово ние кога комуницираме еден со друг, едноставно јазикот и зборовите кои што ги користиме ние делуваат многу на нашата суштина. Затоа ја кога ќе слушам луѓе кај пцујат несвесно, не сваќаат дека тоа викаат болест. Значи ти викаш болест кога пцуеш. Ти кога грдиш некој, викаш болест. Кога колнеш некој, викаш болест. Значи ти секој пат кога го користиш јазикот и нашето, поготово словенското слово, што е многу јако вибрантно, ти буквално привикуваш болест на себе си, бидејќи тоа е звучна вибрација, а ние сме создадени од вода и тоа е наука, тоа не е некоја магија или нешто, сега гола вода. Суеверие, меѓутоа тоа е едноставно секој збор има своја вибрација, таа вибрација може да се измери. Значи има начини, кого го интересира може да најде како да се измери, и ти кога изговараш зборови заедно со мисла и намера, пошто и мислата и намера се битни многу, таа вибрација буквално ти ги вибрира клетките у телото кои се создадени од водород генерално, и тој водород прави непријатни структури, тие структури не даваат циркулирање правилно енергијата и така ти привлекуваш болести на себе. Затоа со јазикот треба да бидеме многу внимателни. Сенека што вика, мислам дека Сенека беше, имаш вика две уши и една уста, зашто треба повише да слушаш отколку да збориш. Така, се согласувам. Околу, значи почнавме со природата на реалноста и со Матриксот. Дали постои интелигентна сила која што е позади Матриксот, а која што не е од овој физички свет, како што е своевремено тврди агностиците дека постои некаков демиург кој што има потреба од градењето и од искористувањето на ресурсите на материјално ниво? Па дефинитивно. Значи дефинитивно постои контраизворна сила, како и да го вика агностиците демиург, небитно. Меѓутоа, јас едно нешто знам е дека самото има, според мене, постојат 3 ѓавола. Добро. Значи, ѓавол, не ми се свија многу тој збор, меѓутоа е 3 контраживотни или злобни сили. Првото е несвесното на природата. Значи, у природата има голема несвест. Дел од природата е многу несвесен. Значи, кога ги гледаш животните, они се тепаат за храна, се убиваат едни други. Значи, едноставно, у тоа гледаме дека има еден дел несвесен у природата, и тоа е несвесот кој што ние нели треба како луѓе да го избегнеме. Значи, не можеме ние да се тепаме за храна. Не можеме ние по тој природен закон, не можеме, нашето постоење не може да биде скроз по законите на природата. Значи, тоа е првото нешто. Тоа е нешто што може да се поправи, тоа е нешто што е наша мисија значи наша мисија е да ја кренеме природата до небесната, односно Божјата или изворната свест.
Другиот ѓавол што го викаат христијаните Луцифер е ѓаволот, односно таа контраизворна сила што се сопроставува кон изворот и сака е како контра на изворната сила, меѓутоа тоа е некој што му вика на Господ дали си ти нормален што ги прати овие тука у ова гадно да живеат. Значи, и уствари Луцифер е тој што ни има дадено фантазијата и бегството, да сакаме да бегаме од реалноста. И тоа на времето било многу лошо, мислам, и на времето Луцифер бил тој ѓавол на кој што ние сме биле против. Сега више не е ни Луцифер, тој главниот adversar, што го викаат, или против изворните сили, и сега доаѓа трето од Ариман. Ариман ти е една структура енергетска, многу интелигентна, што едноставно сака да биде изворот. Значи, меѓутоа, пошто ги нема тие кодови на изворот, тој сака ние да бидеме роботи сите. Значи, и да немаме комуникација, луѓето од светот да се раскарани, тој ги става границите, значи тој ги прави нациите, уствари тој владее моментално со душите на луѓето и направи да си бидеме некои, како да ти кажам, како да никад нема да умреме, си идеме на работа до дома, нешто се дешава тука небитно и како ние така вечно никад нема да умреме, се осеќаме. Моментално таа што ја збориш ти интелигентна сила, што ја прави лажниот матрикс, што создава матриксот во кој што ние не сваќаме дека ние сме души, не сваќаме дека ние сме небесно-селестијални суштества со многу развиена духовна свест, туку ние сме сега некои како мравки у мравјалник и сета енергија на нашиот дух што го имаме во себе и сета креативна сила што ни доаѓа од природата е заробена во тие канџи. И многу интелигентен ѓаволот. Сега, знаеш како ние разговараме за овие работи, претпоставам многу луѓе прв пат доаѓаат во контекст на овој, може да биде застрашувачко и повторно нели изложени на тоа што го имаме како Холивуд, како филмови, што се случува, значи во сите оние хорор филмови каде што имаме нели некоја негативна сила. Втората сцена во која што се случува доброто нешто е слика од Ватикан, односно црквата. Тоа е матриксот кој што сака да ни убеди дека тука ќе избегаме. Која е твојата порука дека со подсвесно секојдневно ги живеат, па ќе допре до нив ова? Како тие луѓе да го пренасочат својот живот кон оно што значи нешто посветло и како да бидат посвесни за функционирањето на животот, односно на системот кој што толку така пластично го објаснивме во овие 50 на минути. Па прво нешто јас што би им кажала на сите да го прават е многу паметно и многу мудро да размислуваат кога се молат, на кој се молат. Значи, јас секој ден, мислам, ја не се молам, се поврзувам, пошто некако немам таква некоја, не знам, подчинета улога во односот на очите на Бог. Не се осеќам подчинето во очите на Бог, туку се осеќам како дете што треба да расне и не ми е, за мојот дух не ми е прикладно да молам. Значи, меѓутоа сакам да се поврзам со изворната сила. Јас секој ден, значи, барем еднаш во 10 минути си кажувам на себе, значи, извору на сите извори, од таму каде што е многу битно е, секој збор има влијание, секоја намера има влијание, извору на сите извори, од каде што мојата душа потекнува, поврзи ме со тебе. Значи, тука не можеш да сгрешиш на кајде ќе иде твојата молитва, пошто многу луѓе не знам на кај ги праќаат молитвите. Значи, тоа ја со сигурност секој пат си кажам, од таму кај што е мојот дух, таму поврзи ме изворе со тебе. Тука нема утка,
не можеш да сгрешиш никако. Значи, тоа кога го правиш од ден за ден, од ден за ден, значи ти ќе се поврзиш намерата на човекот, интенцијата, поставеноста на умот, заедно со чувството внатре, е многу битна, многу силна пракса, многу убава пракса. Откако ќе се поврзам со изворот, јас викам, изворе сега како за мене, така и за другите да биде. Како за мене убаво, на сите, низ мене сите зрачи ги. Моментот ти намерата на животот, кога ќе ја ставиш во служба на колективот, на сите луѓе, ти добиваш неизмерна сила и неизмерен живот во тебе да струи. И јас така, еден од праксите што ги имам е тоа. Значи, ако тоа прв ден нема да ти се направи, втор ден нема, ма трет ден, ако си со верба и со вистинско чувство на благодарност, на милост, на љубов, значи кога ќе се поврзеш со изворот, после многу друго е све. Многу е друго, се осеќаш позаштитен, се осеќаш дека злото нема многу прсти до тебе, значи едноставно има некоја сила што те штити од таа да кажеме трансхуманистичка матрица на тој мртвиот бог кој да е. Така што тоа е едно друго нешто е што Ариман ја мрази природата од дното на душата, односно ја мрази големата мајка. Значи, ја прво зборев за несвесното природата, меѓутоа природата во својот срж го има кодот на изворот, цвеќињата, дрвјата и животните го имаат кодот на изворот, меѓутоа пошто се паднати многу во густа материја, дел од тој код на изворот се има заспиено. Значи, самата природа, ако, пример, сега зборевте со Димче за Ксантика, моментот кога луѓето, не само македонците, а поготово ние луѓе тука на Балкан, кога целокупно во матрицата ќе внесеме свесност и разум во старт на новата година со почеток на светлината у март, значи реалноста ќе се смени. Реалноста ќе се смени. Тоа е порака од следната година, заборавете го 1 јануар. Значи заборавете го, тоа е мрачна церемонија од не блиската, од римската матрица, значи тоа не е својствено за нашиот дух, не е својствено за нашето постоење, значи за нашиот дух е својствена светлината и сонцето и почетокот, кога природата се буди со нејзината енергија и ние да се приклучиме, пошто таа енергија е таа што ни дава живот. И моментот кога ќе се приклучиме со тоа, кога ќе дадеме намера, а намерата врши пулсација во реалноста, значи ја давам намера дека ја ќе славам нова година и нов циклус, почеток на мојот живот тука, на овие малку декади на оваа планета, јас ќе се врзам со светлината и со растот и со цутот на природата. Значи, кога многу луѓе ќе го направат тоа, генералната матрица ќе попушти, едноставно ќе дојде таа природната матрица, односно природната сила изворна, и подобро ќе ти биде кога ќе станеш са бајле, подобро ќе ти биде кога ќе јадеш, посреќен, порадосен ќе бидеш кога ќе се движиш низ животот, љубовта ќе биде повише околу тебе. Значи, прво тоа е едно од најбитните работи, почетокот на новата година, подхитно. Значи, апелирам со најголема свесност и интегритет дека тоа е славење на нова година во јануар е непријатна церемонија. И не прави добро. Јас би сакал да се заблагодарам тука, значи, за твоето гостување, за тоа што гледачите го гледаат овој канал, за тоа што бројките на каналот растат полека, за тоа што овие работи кои што ги зборуваме во морето информации поврзани со политика, поврзани со насилство, се навистина реткост да се слушнат ваквите работи. И јас онака малку само бендисано ќе кажам, мислам дека сум единствениот канал на кој што се зборуваат за овие работи, а сепак станува збор за освестување од еден матрикс од кој што
ако не излеземе, постои само страдање. Еве, последните вести што доаѓаат од светот не зборуваат за пријатни работи. Ако ги отворите класичните медиуми или порталите кои што на секојдневни информации заработуваат, ќе видите дека зборуваат само за насилства, за убиства, за смрт. И сето тоа во никој случај не може да се вклопи во овој наратив каде што се зборува дека треба да се ослободиме од тој матрикс и треба да се продуховиме, односно светлината треба да помине низ нас за да можеме и самите ние да бидеме извори на светлина во оние моменти или во оние времења во кои што мракот од надвор навјасува. Па тоа е моментот сега, значи тоа што нели има војни многу свет и тие војни како се создадени заради енергетската отвореност кон самите војни. И сега ние цело време не пукаат информации од таа реалност и да, ние сме дел од овој свет и треба да не засега ако има војна. Меѓутоа, кога ќе се прашуваат луѓето што јас да направам сега во однос на тоа што у Газа се дешава со болни деца убиваат, мислам тоа не кем да влагам таму нонсенс. Од друга страна тука Русија и Украина се дешава исто многу и сега ние тука се храниме со тоа инфо и ние на некој начин енергетски ја помагаме војната. Според мене што треба човек да направи во вакво време? Океј, ти е убаво да сватиш. Океј, има војна, треба да знаеме. Океј, многу лошо се дешава таму. Ја имам плачено, ќе гледам видео од деца и плачам. И тоа треба да се прими, треба да го видиме страдањето. Меѓутоа сега си викаш како ја да помогнам таму. Така, како ќе помогнеш таму е кога ќе почнеш со твојата реалност да даваш љубов. Отиди дома, кажи на мајка ти и на татко ти дека ги сакаш. Кажи им на предците, отиди, дај им љубов на предците, отиди се што е во твојата, на твоите пријатели. Значи, со се што си се скарал, помири се. Пошто војната почнува од мали конфликти. Тие конфликти се шират во светот. Значи, што да правиш? Помири се со сите што си се скарал. Ако треба будала биди, најглупиот, ти да испаднеш најглуп, небитно е. Биди будала, биди ти глупиот, отиди, со сите помири се што ги знаеш. Значи, ако треба, нека ти се смеат. Со сите луѓе, гледај најдобро на улица да бидеш, најдобро да правиш. Ако те држи нешто од минатото, овој ми сгрешил, нема везе. Прости му, иди и ти извини му се. Биди ти будалата, биди ти глупиот. И така, полека, кога ќе се врските на луѓето, кога ќе се вратат, кога ние у Македонија ќе се помириме едни со други, пошто се раскарани браќа, сестри, мајка, татковци, све е раскарано овде, еве, ако ти си со светлината, ти биди глупиот. Нема везе. Господ ги сака таквите. Значи, ти отиди и ти со сите помири ги, и така, едноставно ќе нема војната, едноставно таа сила на деструкција ќе нема од кај да пие енергија, пошто од нас е таа деструкција, од нашите срца искача. Не може тебе да те владее ѓаволот ако ти не му дозволиш. И така, едноставно ние како држава не даваме енергија на војна. Толку, просто. Не даваме, јас давам енергија на соживот, на сестринство и на братство, и тоа ми е, и почнуваш од твојот круг. Значи ти не и сега си викаш јас сум немоќен да ги сменам нештата, како си немоќен. Значи иди све што ти е блиско и драго, се убаво му кажи, се помири се, на сите простим, па тие неднаш кога ќе ја фатат, па светлината е заразна. Па што убаво ти прави охно убаво на душичката ти доаѓа. И после кога ќе види тој убаво му на душичка, он ќе иде тоа да го направи и така се прават импулси бранови низ реалноста. И едноставно ние викаме, па не може, ние на таа сила не даваме продор тука да помине. Така. Добро, Сара, јас ти благодарам за ова четврто гостување, се надевам нема да биде последно. Ќе се гледаме, значи да ги просветлуваме да ги осветлуваме овие феномени за кои што зборуваме, затоа што светлината има смисла само ако се откријат темните агли кои што треба да ги осветли. Да, така е, и сакам да порачам дека светлината е многу посилна од темнината. Единствено нешто што не држи у темнина е страв. Значи стравот, ако се најде начин да се стравот елиминира,
ќе видиме колку е силна и колку ни дава сила и во телото, и во умот, и во душата. Така што да се заблагодарам многу длабоко од срце на сите што го пратат ова и голем благослов до сите и да благословуваат и они се што знаат и да ја шириме светлината, да бидеме заедно во неа. Така, ти благодарам и секој добро. Фала ти многу, Владко, за просторот и за можноста да говорам по овие теми.